Денес сме повторно во Свети Николе, помеѓу светиниколчани. Се среќаваме со граѓаните, а презентираме нашата програма заедно со кандидатите за пратеници Благица Ласовска и Иванка Василевска. Она што го гледаме веќе низ цела Македонија, го гледаме повторно овде во Свети Николе, огромната поддршка од населението е се поочигледна. Луѓето го интересира да знаат што ќе направиме во следните 4 години, па затоа чест ми е повторно овде од Свети Николе да кажам дека покрај оние генерални големи проекти кои што ќе се одвиваат нормално за сите, 20% зголемување на платите на пензиите или околу 3.500 денари за секој пензионер повеќе, 25% зголемување на платите за сите вработени. Она што е многу битно за светиниколчани во разговори со луѓето е проектот за гасификација. Буквално гасификација и природен газ до секој еден дом и тоа со бесплатен приклучок за секој еден граѓанин. Но исто така како едно земјоделско место, како еден земјоделски крај овде во Свети Николе, исто така луѓето се интересираат за земјоделските мерки кои што планираме во следните 4 години да ги имплементираме, односно да им ги овозможиме на земјоделците. Она што го гледам како најголем проблем, впрочем, драги пријатели, е ненавремената исплата на субвенциите. Голем дел од луѓето се жалат дека немаат добиено субвенции уште од 2019 година. Исто така е интересно да се каже во однос на манипулациите со оној, јас би го нарекол, лажен проект за зелена нафта. Во разговор со еден од граѓаните добив информација дека, замислете, земал само 961 денар зелена нафта и за вака попластично да ми објасни што тоа значи, вели имам нафта да работам на нива од прилика половина ден. За да немаме вакви работи и да ставиме крај на оваа криминално-рекетарска банда на власт предводени од Заев и Николовски, и очекувам и ја бараме вашата поддршка, бидејќи она за што ќе се залагаме во земјоделието е навремена исплата на субвенциите и гарантиран откуп на земјоделските производи. Поддржете не за да можеме да ви помогнеме. Гласајте за број 14 за 14 пратеника во изборната единица 3. Поздрав и чувајте се.